Сметам дека, веднаш на почетокот, ако треба да дадам генерална оценка, сметам дека договорот сепак е позитивен исчекор во унапредувањето на односите помеѓу двете држави, Република Бугарија и Република Македонија. Овој договор не е почеток, се разбира, овој договор е некаков континуитет на договор кој што веќе е склучен пред речиси 2 декади и договорот може да служи за унапредување на билатералните односи, но и во делот на мултилатералната политика, кај што двете страни, во случајот Република Македонија и Република Бугарија, може посолидно да соработуваат. Генералната оценка, значи, за самиот договор би била позитивна од моја страна и сметам дека врз база на овој договор ќе може да се постигне напредок во самите односи помеѓу двете земји. Она што станува вака загрижувачки во делот на ратификацијата, подпишувањето на договорот, па дури и во периодот пред самото подпишување на договорот е силниот анимозитет кој што можеби кон самиот договор го изразија пред се во Република Македонија. Опозиционата сегашна партија која што отворено застана против договорот, а знаеме дека во најголем дел деловите на договорот кој што веќе е склучен, се испреговарани и договорени токму од претходната влада, односно од владата на ВМРО-ДПМН. И од тука сметам дека требаше да се направат повеќе политички напори за да имаме некаков консензус. Навистина, малку невкусно делува во Бугарија со консензус да биде донесен овој договор, а во Република Македонија договорот да биде донесен со тесен праг на мнозинство без присуство на опозицијата. Тука одговорноста би ја споделил и на власта и на опозицијата, затоа што власта се чини не пројави доволно напори за инклузивност на опозицијата кон ваквиот процес и при самото склучување на договорот, но и при самата ратификација сега. Предпоставувам дека поради председавањето на Европската Унија од страна на Бугарија, овој притисок за побрзо ратификување на договорот е зголемен. Меѓутоа, сепак власта требаше или партиите на власта требаше да направат повеќе напори за инклузивност на опозицијата и од друга страна, опозицијата сметам дека сепак во овој случај требаше да покаже поголема државничка, да кажеме, одговорност и да го подржи ваквиот договор, колку и тој договор да има одредени, би кажал, минимални спорни елементи, кои што се резултат на некаков компромис до кој што дошле двете страни. Ајде првим со позитивните. Значи, во најголем дел договорот оди во насока на унапредување на односите на двете држави. Значи, таму се зборува за трговска размена, градење на инфраструктурни проекти, во најголемиот дел од договорот, поврзување помеѓу двете држави, соработка на меѓународен план и активна подршка на Република Бугарија кон Република Македонија во делот на евроатлантските интеграции, нешто што на Република Македонија, можам да кажам, очајно и треба. И очигледно дека требаше напредок во овој процес, знаеме дека Република Бугарија е членка и на Европската Унија и на НАТО, знаеме за билатералниот спор со Република Грција и каква и да е подршка на овој план, особено во моменти кога Република Бугарија председавач со Европската Унија, со Совет на министри на Европската Унија, би значило многу за Република Македонија и во овој сегмент мислам дека договорот треба да се оцени позитивно. Негативни аспекти има договорот. Има неколку симптоматични делови кои што дел се поврзани, например, со воведниот дел од самиот договор, така да кажеме преамбулата на договорот, кај што не се споменува македонскиот народ, не се споменува ни бугарскиот народ, туку се оди со флоскула народите на двете држави. Може би ова е направено очигледно под притисок на Република Бугарија, сакајќи да избегне споменување на македонскиот народ, но може би тука можело да се оди чекор понапред, полиберално решение да се најде и да се оди со еден граѓански концепт. Ја не гледам тука зошто не е искористена флоскула, например, граѓаните на двете држави. Тоа би била многу посоодветна флоскула отколку народите на двете држави, меѓутоа во ред се согласиле. Не е ова толку проблематично, исто така во преамбулата
се повикуваат на заедничка историја. Факт е дека имаме заедничка историја со Република Бугарија, како што имаме заедничка историја и со поголемиот дел од државите во регионот. Значи сме споделувале одредени историски контексти, понекогаш имаме позитивни искуства во историјата, понекогаш имаме негативни искуства, но можеме односите да ги градиме и унапредуваме врз база на тие некакви позитивни искуства. Она што е очигледно проблематично е асиметричниот однос на договорот. Асиметричниот однос се врзува со член 8 од самиот договор. Во самите ставови, например 2 и 3 од член 8 на договорот, се формираат комисии, например во став 2 се формира комисија, експертска комисија, која што треба да биде мултидисциплинарна, да биде формирана на паритетна основа и која што ќе се занимава со образовни и историски прашања.